Јас имам денеска едно прашање кое се однесува за Министерството за социјална политика, демографија и млади, затоа што како што ќе забележите, ова прашање се однесува на сите овие три елементи на ова министерство, се однесува на социјалната политика која имаме во Македонија, се однесува на демографските проблеми со кои се соочуваме и најповеќе се однесува за младите како горечко прашање за младите во Република Македонија. Во суштина, низ пратеничките прашања, генерално низ дискурсот во Македонија можеме да забележиме, апсолутно се соочуваме со кризи кои се преплетуваат, кои постојат, кои се заминуваат, кои се надоградуваат, но речиси од 2020 од ковид кризата, па после енергетската криза, па геополитичките кризи, па ценовните шокови, па сега новонастанатата ситуација со горивото, значи дека нашите граѓани, нашето општество се наоѓа во една перпетуална криза. Но најтивката и најболната која го опфаќа целиот овој период и наназад уште, тоа е кризата со домувањето на нашите граѓани во Република Македонија. Кризата за домувањето и тоа што нашите влади не ја адресираат кризата за домувањето, генерално повеќе покажува за приоритетите на владите од било кој статистички пресек кој можеме ние да го согледуваме овде. Зошто? Затоа што за една цела генерација во Република Македонија која расте во ова едно ново време, домувањето е главниот катализатор за иселување. Денеска имавме на собраниската расправа пратеничка која каже дека е најмладата пратеничка, изборува во името на младите. Апсолутно, да, ајде да го надоградиме тоа. Најгоречкото прашање за младите во Република Македонија е прашањето за домувањето. И не само за младите, туку и за нивните работнички семејства. Ние со месеци, дури веќе година денес, зборуваме за минималната плата. Министерот за економија и владата ни даваат аргументи за продуктивноста на работниците, како таа требала да се зголеми пред да се зголемат минималните плати. Значи, од една страна приходите и примањата на работниците се оставени на милост и на немилост на некои апстрактни категории кои не се поклапаат со реалноста, и од друга страна нивното право, човеково право да бидат згрижени, да имаат свој дом, се остава на пазарот. Јас би ве потсетил дека на пазарот му е гајле за човековото достоинство, на пазарот му е гајле за децата кои треба да живеат во домови, на пазарот му е само гајле за профитот и остварување на профити од било која човекова потреба. Во поглед на тоа, кога зборувавме за продуктивноста на работниците, кога се зборуваше за минималната плата, во суштина има истражувања кои покажуваат дека еден простечен македонски работник кој прима 24.000 денари месечно генерира 290.000 денари вредност за неговиот работодавец во еден месец. Тоа значи дека околу 16% нашиот работник од вредноста која произведува ја носи дома. И откако ќе ја однесе дома, ако е под кирија, и таа да му ја даде на тој што го поседува станот, и со што остануваат нашите работници? Остануваат со несигурност и со влада која не се грижи за нивните проблеми. И кажете ми, ако 17% од вредноста која произведуваат нашите работници останува кај нив, како може едно просечно работничко семејство да си дозволи стан? Како може еден млад работник да дојде до стан? Како може едно работничко семејство да обезбеди станови за следните деца? Веројатно сите тука, вие малце сте постари од мене, размислувате како да обезбедите станови. Мислам дека ви иде убаво тоа. Така и за другите луѓе, така и за работничките семејства. Но со оваа вредност на платите тоа не може да се постигне. Владата во меѓувреме не нуди ништо, а домувањето не смее да биде комодитет, туку напротив треба да биде човеково право. Секој нов стан, сакам да ве потсетам, секој нов стан каде што ќе има ново семејство, тоа е потенцијална нова економска клетка. Тоа го оплеменува нашето општество. Младите би останале тука кога би имале услови да градат семејства. И секоја поединечна економска клетка може да допринесе за економската активност во нашето општество. И ова е просто резонирање. Мислам дека со ова можеме сите да се согласиме. Тогаш како здраво разумно можеме да дојдеме до овој резон, но владата не? Тоа е затоа што покрај долгорочните позитивни импликации кои би имале една ваква заштита на младите, дозволување тие да креираат семејства и економски клетки, не. Едноставно толку е битна поддршката и врската помеѓу олигархијата и бизнисот и политиката, толку е битна индустријата за градење која дивее во Македонија,
едноставно таа и благосостојбата на сите инвеститори кои градат згради е побитна од долгорочната кохезија и долгорочниот потенцијал просто на државата. Владата ги негира можностите кои можеме како општество да ги преземеме. За луѓето кои го водат овој ресор, луѓето кои го водат овој ресор како да не се свесни дека тие се одговорни за благосостојбата на најранливите категории. И изостанува дискурс од ова министерство за најранливите категории. И додека кризата за домување ги иселува семејствата, ги распарчува семејствата, додека кризата за домување ни ги празни градовите и ги претвара во игралишта за шпекулација, што прават овие луѓе кои го држат портфолиото и ресорот за социјална политика? Молчат. Тогаш се поставува прашањето на која страна се оние кои ни го водат ресорот за социјална политика, бидејќи очигледно не се на страната на послабите. Кога се однесува за шпекулацијата, како се одвива најчесто шпекулацијата во нашето општество со становите? Ние имаме, не ја знам точната бројка, мислам дека над 100.000 празни станови во Република Македонија. Во Скопје се десетици илјади празни станови. Во суштина, инвеститорите, олигархијата, инвестиционите фондови, кои шпекулираат со пазарот на домување, намерно ги држат овие сите станови надвор од пазарот, за прво да не се попречи турбоградењето цело време, а второ, намерно вештачки да се држи понудата пониска неголи што би била инаку. И има решенија за ово, има решенија во регионот, има решенија на континентот, можеме да воведеме данок на повторен имот, да се зголемува данокот во еден момент, едноставно да нема логика да се шпекулира со стамбениот простор во Република Македонија. Дополнително на ова, во медиумите се појавува вест дека Дански инвестициски фонд планира да купи 300 станови во Скопје. Купи. Мене ова ме плаши дека ќе се створи магепсан круг помеѓу инвеститорите и сега странски сопственици на нашите станови. Македонија има една брилијантна метрика, затоа што владата многу често греши во метриките, вели дека сме први за ова. Еве ќе ви кажам една позитивна метрика за Македонија. Македонија има висока стапка за собственост на станови. И тоа е добро, тоа е убаво. Ама ја имаме како резултат од минатото, таа сега паѓа. Ние не смееме да дозволиме да станеме нација на киријаши, бидејќи ако се пополни тој магепсан круг помеѓу странски инвеститори кои ќе ги купуваат становите кои нашите инвеститори турбо ги градат, тогаш едноставно Македонија, Скопје и нашите урбани средини и градови ќе се претворат во места на едноставно на киријаши. Нашите граѓани нема да може да си дозволат да живеат. Во суштина, во изминатата година ние имавме некои активности во собранието кои беа предлози за санирање на оваа криза. Понудивме ограничување на кириите, тоа не беше прифатено. Понудивме да се простуваат дел од кредитите при секое добиено следно дете. Јас мислам дека тоа е позитивно. Тоа го стимулира наталитетот и го стимулира останувањето на нашите граѓани во Македонија и крајно им овозможува да живеат просто достоинствено. Тоа не беше прифатено. Понудивме намалување на учеството за станови, за стамбен кредит, тоа не беше прифатено. Решенијата постојат. Тие не се спроведуваат, а остануваат само прашања. На самиот крај јас ќе издвојам неколку работи кои на мене граѓани ми ги имаат пишано по повод ова прашање, кога ја отворивме полемиката околу купувањето на становите на данците, и прашањата се многу прости и се од граѓани и се однесуваат до Министерството за социјална политика. Како еден самохран родител може да купи стан и да живее во меѓувреме? Како да формираме семејство кога квадратот е 2.500 евра? Велат цела плата ни оди за кредити. Бараме закон со кој ќе се ограничат кириите. До стан само без бубрек. Се движиме во реалност каде што никој од нас ништо нема да поседува. Докаде со оваа политика има ли план да излеземе од неа? На 28 години ми доаѓа да се иселам и кој не живеел под кирија не знае каква агонија е тоа. Моето прашање е што има Министерството за социјална политика да им каже на сите овие граѓани? Благодарам.